Brzo, da ga odneseme doma. Ko kasna zmija. Ne, ništa, doktore. Starost. Samo Petri i deceta da se vratat. Kje se vratat? Striko, nemoj da umreš. Slušajte vнимателно. Od bunarot vlevo. Koga će go iskačite ridot. Od drugата strana ќе видите долина. Što da pravime, Striko? Да ми ја чувате босилка. Во камарата има грне со треви. Од него ќе ми вадите чај. Što ti je, Volčko? Namiriša li nešto? Волчко, те викаат, знам, сакаш да одиш, а? Не сега. Што ќе прават децата, а? Далеко од домот, со мене. Со мене болен, а? Рано е, Волчко, рано е, ајде посети, а? Što si zamislim? I včera беше таков. За дома. Баба ми е сама. Сигурно нема дрва.
Како ли ќе преживее зимата? Селаните ќе насечат огрев за баба ти. Ajde. Da vidime. Петре, ќуркот за тебе е готов. Добар е. Ќе ме топли. Ајде сега на работа. Стрико рече да не одиш далеку по дрва. И порано да се вратиш. Во шумата брзо се стемнува. Ајде. Волчко! Волчко, каде си? Волчко! Ајде, стани. 3 дена ништо не си каснала. Мигнала малце. Sam go vidio sa Petri. Mi se posmernula. Me praša da li imam drva. Ubavio vnuk na baba. Misli na mene. Што ти стана? Да не те бодна нешто? Не плаши се. Тоа го сака зверот, да избегаш во шумата. Таму полесно ќе те паршоси. Сакаш да го јадеш магарата? Е, нема. Дојди ако смееш. Така е. Ajde, probaj. Какви се. Dobri se. S onih ќе trčaš po snegu, te ti napravi mi bundić. Така. Dobro. Надвор застуде. Petra te ušte go nema, a? Mu rekao da ne odi daleko i da se vrati što pobrzo. Deca, ne slušate, deca. Ne slušate. Сакам молико. Почекај малку, да се свари. Стојанчо, дојди. Во овие нема да ти студи. Вакво нешто досега не сум носел. Личам на мечка. Po Petreta mi umot. Od utre ne go praćam po drva. Ima dovoljno, ako zatreba. Ќе сечемо од овие околу куќата.
Петре отиде без Волчко. Го немаше никаде. И јас го барав. Дојде околу пладне вознемирен и не сакаше да јаде. Беше како здивен. Ме исплаши. Му дојде времето. Изгледа решил да не напушти. Сега не задевајте го. Може да биде лош. Во еден момент ја спрашти пругоре. Викав по него, ама не се запре. Решиле да ти изедат. Ќе те пуштам од ортомата. Ти ако можеш спаси се. Јас ќе се качам на дрво. Го нема. Си искачив по ридот, викав, ама не се јавува. Задрна толку, а? Не го слушна магарето. Го задави волк. Волк? Еден ли беше? Најпрво ме нападна еден. Бев решен да го брана магарето. Таман реши да не нападне, дојде и Волчка. Волчко. Кога мислев дека ќе ми помогне, и тој му се придружи на волкот. Го одвлечка во честакот. Тоа не го очекував од Волчко. Не помислив дека ќе здиви. Јас не верував, ама Значи се одлучил за нив. За дивината. Сега водете ред. Може да биде опасен. Ќе мора да го убиеме. Не. Многу му должиме на Волчко. Тој не спаси. Може да нападне некој од вас. И не сме да се ризикува. ми се чини дека е опасен. Јас го сакам, но Волчко се врати. Чекај. Земи ја секирата. Ако направи само едно съмнително движение, удри сред чел. Разбра? Не, по-добро не излегувайте. Може би довлечкал цел чопор волци. Утре на разденување. не би можел да го удрам. До сега ми беше верен другар. Израсна заедно со магарчето. Често него и козите сам ги враќаше дома од пасење. Па ете, го заклал. Го заклал. Да одиме, Стојанчо. Волчко! Волчко, каде си? Ене го креплотот. Очите му светкаат. Да не одиме. Немој да не ни се нафри. Да се вратиме, а и темно е. Ништо не се гледа. Гудрија. Деца! Уште еднаш! Да не се мачи!
Magarето! Значи не го изям. Стоянчо, гледай! Волчко е целият во крв. Ранете! Се борил со волкот. Успел да го спаси Магарето. Волчко, Волчко. Си излага, Волчко. Ах ти, Волчко, Волчко. Иже простити се всякому прегрешению, волному и неволному, яко да Господ Бог учини душу и даже праведни покояются, милости Божие, Царство Небесное, и оставление грехове Христа бессмертного, Царя Бога нашего просим. Господу помолимся, яко Ти си воскресение и живот и покой, усопшие рабы Твои стана, Христе Боже, наши Тебе славу силаем с безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Во блаженном успении и вечный покой подашь, Господи, усопшие рабы Твои стана, и сотвори вечную память. Вечная память, вечная память, вечная память. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Спускайте. Вечная память, вечная память. Ето, я закопав и го направивме редот. Си се прибрак утрата кај Петрата. А наша Ања, барем гробот да и го знаев, свеќе да и запала. Стојанче, Стојанче, Стојанче. Ќодам нарека да се изнаплачам. Таму е неговиот гроб. Таму некој вира. Не издржа срцето. Стално.
Пред да умри само за Петре зборуваше. Жив е, ќе се врати. Учителе, тебе ти остаje аманет. Ако се врати Петр, жив и здрав, ти да се грижи за него. Бог да я прости. Вече нека и е споменат. Бог да я прости. Бог да я прости. Ajde, Bog da je prosti. Bog da je prosti. И ти беше болен. Од вратот ти течеше крв. Мислевме дека ќе умреш. Страшно ли беше кога се бореше со волкот? Тој е посилен од сите волци. А ние сакавме да го тепаме. Ево, така. Ми беше чудно. Го познавам 6 години. А после борбата со волкот се одлучи да живее со нас. Овде му местото, овде. Стрико, Да. ти рече дека ќе ни раскажеш за твојот живот. Зошто живееш сам во планинава? Зошто? Петре. Еве Петре, нека ви раскаже, тој знае. Зошто јас? Затоа што ја читаше скришно тетрадката. Не требаше без твое знаење. Оној ден кога го бараше Стојанчо в планина, случајно ја најдов. Видов дека е дневник. Ја прочитав до крај. Таму е запишано се. Се до вашето доаѓање. Дојди. Седни. Така. Овде е запишана мојата тајна, мојата болка. Носам голема болка, голема лузна на душата. Вие ми помогнахте барем малку да ја залечам. Ајде, читај, Петре. Зарем пак? Да. Мислеше дека не те гледам, а? Навечер скришно ја читаше таму покрај огинот, а? Да. Петре. Будалче. Па јас скоро и да не спијам, а? Ајде, читај. Втора година откако избегав од луѓето во самотија, мислејќи дека така полесно ќе носам болката за изгубеното чедо и жената. Но и во најтешките моменти во суровата борба да преживеам, да не умрам од глад и од студ, да не ме растргнат волците хранејќи се со корења, тревки, печорки, змии и гуштери и барајки за солништо од студот. По дупки и по пештери никако не се бришеше сликата на моите најмили, Киркичката и жената. Подзастани малку. Ова што ќе ви го кажам не е запишано во тетрадката. Работе во пиланата над вашето село. Сега таа е затворена, не работи. Во градот имав жена и 4-годишна ќеркичка, девојче.
Еден ден ги земав со джипот во планината, сакав да уживаат во убавините. Пролетта што току беше почнала. Снегот се топеше и патот беше калив, се лизгаше. Жена ми како да пречувствуваше нешто. Ме молеше да се вратиме. Не ми е прв пати, реков. Продолжив, иако беше мощно опасно. Кога наближивме до пиланата, джипот се лизна и изгубив контролата и летнаме во провалија. Јас испаднав од джипота. А жена ми ќерка ми Илинка ни казнато од 2 години затвор. Не беше ништо според мојата болка. Знаев дека нема да ги преболам никој пат и... Петре, хајде читај.